Здраво, ова е 166-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Лукса Етерна на Гаспар Ное, во кој станува збор за мокументарец во кој Беатрис Дале се подготвува да го режира нејзиното деби остварување God's Work зад камерите и ја ангажира Шарлот Гейнсбург да глуми вештерка запалена на клада во нејзиниот филм. Настанува општ хаос на сетот кој ќе го комплицира процесот на снимање, кој ќе води до една масовна хистерија. Гаспар за потребите на филмот го цитира Достоевски, кој посочува дека нема поголемо вознесување од задоволството кое се раѓа непосредно пред настанувањето на епилептичкиот напад, па решава да не почасти нас гледачите со предизвикување на епилептички шок преку филмскиот медиум. Не дека досега не го направил тоа со неговите останати шокантни остварувања, но овој пат директно и наменски се ангажира за приредување на ова болно задоволство. Тоа доволно ви говори за трансгресивноста на режисерот, кој е подготвен да го употреби севкупниот филмски јазик, само за да го помести гледачот од неговата удобност, да го извади од комфорт зоната, кај што секое филмско остварување треба да му биде преджвакано и сервирано на послужавник. Поради овие узурпаторски квалитети за кршење на нормите и конвенциите, заобиколувајќи ги обструкциите, со цел да се создадат нови вредности, кои ќе послужат за напреднување на филмот како уметност, Гаспар Ное, Ларс фон Трир, Михаел Ханеке и останатата дружина на филмски радикали секојаш ќе го најдат своето место во видеологија. Од воведниот светлосен напад, составен од архивските филмски снимки од Day of Wrath од 1943 година на Дреер, кои опфаќаат религиозни чинови, надополнети се со аудио запис од инструкции за медитирање, се создава портал за влегување во филмската поетика на Ноe. Трансцендирањето може да отпочне. Психоделичен занес, кон кој режисерот цели да го репрограмира гледачот, го користи измачувањето на Исус како предложка за воведување во концепцијата за измачување во име на религијата, што постепено ќе може да ја забележиме на маргините на творбата. Несомнено дека филмската историја, како што за Жан-Лук Годар, така и за Гаспар Ноe, представува религија, постмодерно реконструирајќи и преозначувајќи го значењето на историјата на филмот, додека постепено се затегнува аспектот на кадарот на кој се прикажува халуцинаторниот пролог. Интригантна е алузијата повлечена помеѓу распетието на Исус и палењето на вештерките, односно инквизицијата ја презема улогата на римските легионери, религијата станува од прогонета во джелат. Мислам дека наредниот цитат јасно ја посочува мотивацијата на Ноe како режисер, кој гласи дека одговорност на секој режисер е да го подигне филмот од индустрија во уметничка форма. Аспектот на кадрирањето доволно се намалува, што може да го овозможи поделувањето на екранот, кое го има зацртано Ноe, за да ги погледнеме Беатрис и Шарлот како од двоплан се подвојуваат на поединечни кадри, разговарајќи за сексосајт, односно ликвидирањето на вештерките, што не е ништо друго освен утврдување на стравот на несигурните мажи од слободумните жени. Беатрис во диалогот која ги споделува нејзините искуства на сетовите на италијанските режисери, кога требала да глуми со голема вештерка на клада, споделува и став кој неретко сме го слушнале Ноe како јавно го шири, а тоа е дека не го задоволуваат филмовите кои се наменети исклучиво за забава, односно блокбастерите, затоа што според говорот на Беатрис, филмот треба да биде аналоген на доживувањето на земањето на дрога, да биде трансформативно искуство во кое ќе се излезе од своите рамки на постоењето. Наспроти тоа го имаме вметнатиот цитат на Жан-Лук, кој само потврдува дека денешните филмови се живи мртовци, а нивните режисери се зомбија како нив. Не е ни важно дали се цитатите од пријателите на Ноe или од неговите врвни колеги, важно е значењето кое го содржат и каква е преценивната функција во делото на Ноe во поглед на денешниот филм. Од дискурсот, Беатрис и Шарлот споделуваат и нивни искуства со момците со кои требале да глумат во сексуални сцени, набројувајќи ги незгодните ситуации во кои западнале, кои и денес се комични. Од маниризмот дознаваме дека Шарлот е повлечена, а Беатрис е гласноговорна, но за кој филми да се работи, продуцентите ќе бидат досадните кои ќе влегуваат во секој кадар, како што е и случајот со филмот на Ноe, кој
иако е замислен како метафилм, филм за снимањето на филмот, ќе добие катастрофален тек со тенденции да се претвори во хорор сценарио, но уште од изненадувачкиот генгбенг забележуваме дека филмот постепено ќе понуди комични ситуации во кои ќе западнат актерките. Штом настане двојба помеѓу нив, трите камери кои симултано снимаат на сетот ќе започнат да го користат поделениот екран во своја полза, со тоа што ќе се расплини дејствието помеѓу преговарањето на режисерката со незината екипа и актерката со шминкерката, што сведочи дека Ное максимално ја користи техниката, не само да подели актерки во иста просторија, туку да растегне и две наративни нишки на различни места. Како што Дреер и Бресон пред него го овековечија страдањето на Јованка Орлеанка, така Шарлот на клада за Ное представува модерна инкарнација на незиното мачеништво. Несомнено дека Беатрис и Шарлот се во право кога посочуваат дека во фаталното горење на вештерките на крст блика сексапил, што Ное го докажува на дело. Секој си ја брка својата агенда на сетот, но поради дифузната неорганизираност доаѓа до ентропија, се губат статистките, има дури и филмски критичар кој лута низ холниците, се говори со вресоци, настанува сеопшта хистерија, а насреде се вкупниот неред, но ја метнува и инстанцата во која врсниците на ќерката на Шарлот се обиделе со нож да направат крст на незината кожа, што сведочи за врсничко насилство, кое недоволно е разработено во филмот, туку е само нафрлено за да создаде поголема конфузија, а Чичко Рајнер е цитиран во мигот кога ќе се наголеми притисокот, режисерот станува диктатор, додека аспектот се шири и издолжува во широк план, за во епилогот, кога ќе настане краткиот спој со трепкачкото светло, повторно се стеснува аспектот на кадарот, што е една игра која Ное во последните остварувања често ја применува, подпомогнато од неговиот директор на фотографија, долгогодишниот соработник и љубител на блесокот од интензивна зелена, црвена и сина, Беноа Деби, чии што услуги ги користат и Фабрис Дувелци и Хармони Корин. Филмскиот сет преминува во ноќен клуб со илуминациите на несопирливите РГБ светла, создавајќи го заумниот ефект кој го имаше и 2001 Space Odyssey и незиното патување низ звездите, но не знам дали тој импулс, односно дали тие емулирани наличја се доволно ефективни за перманентно да го вообличат делото до еден нов стадиум на поимање или се само шоу, односно гимик. Блискоста со предпоследното ремек дело на Ное Климакс е неоспорна, посебно со снимањето на лутањето низ колоритните ходници, а трепкањето применето во резовите Ное го употребува во секој свој филм, без разлика дали е симулакром на замижување на очи или е некој од неговите прекршувања на правилата за монтирање сработено од страна на Джером Песнел. Гаспар Ное, за разлика од неговите колеги, воопшто не се плаши да ги наведе неговите филмски идоли, кои го инспирирале за филмот, на кои во одјавната шпица им се обраќа со нивното име, затоа што толку добро им ја познава естетиката што Дреер е Карл, Хаксан е на Бенджамин, Бунюел е Луис, Годар е Жан-Лук, Трир е Ларс, Пасолини е Пиер Паоло, Фасбиндер е Рајнер, Де Палма е Брајан, Павликовски е Павел, дискутабилно е дали Жан е Ренуа или Кокто, но тоа е неважно кога се наоѓа во оваа дружина на филмски великани кои имаат огромен придонес за надоградба на филмскиот јазик. Делото е едно љубовно писмо кон филмскиот занаед. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, кај што за време на проекцијата болничкиот персонал беше присутен во случај да не настане нечие губење на свеста, што секако дека ќе одеше во полза на промоцијата на филмот, затоа што ќе добиеше стравопочит од светската јавност, но ниту еден не доби епилептичен напад, барем јас колку што сум запознаен. Имаше аплаузи, но немаше напади. Требаше да игра и на Трибека, но поради ковид се откажа прикажувањето. Впрочем, проблемот со прикажувањето се должи повеќе на неговото среднометражно времетраење, кое изискува да биде ставен во посебна категорија на фестивалите, затоа што не е ниту за во кратка, ниту за во долга селекција. Времетраењето, иако на хартија делува како најголемиот непријател на филмот, радо би гледал концизен среднометражен филм, отколку безпотребно да бидам убиен од досада од шупливи и истегнати двочасовни филмови, кои со сила ставаат снимен материјал во делата, кој штети на динамиката и не придонесува на содржајност на творбите.
но е поборник против скрибоманијата, па затоа има принцип да го третира сценариото како скица со редуциран диалог, од која што со помош на инстинктивност, интуиција и импровизација ќе се дојде до саканиот продукт на самото снимање, што некогаш вродува со неочекувани позитивни изблици, а некогаш е само празен од, па затоа има недоволно исконтролирани сцени во неговите дела, кај што баналните дискусии и маневрирањето низ интериерите не се доволно прецизно дефинирани и искалени, но е цели на спонтаноста во донесените избори и перформанс, што не е секогаш во негова полза. Станува Ное репетитивен и заглавува во удобноста на својот епитом, стилистички идиом кој е премногу близок до климакс, калап кој треба да го скрши за да се провоцира и себе си, наместо постојано да ги провоцира само гледачите. Интуицијата ми говори дека наредниот негов филм ќе биде исклучителна екстрема, со која ќе се обзнани дали ќе излезе од кожурецот на удобноста или ќе се реобмисли. Може би Ное е омекнат филмски радикал со оглед на тоа што штеди на крв и на шок. Сепак, не е лукса етерна за Ное тоа што осуми поле за Фелини. Ное ја продолжи својата соработка со Сент Лорен и извршниот директор Антони Вакарело во екранизирањето на нивната нова колекција, со тоа што сними краткометражен филм во функција на рекламен спот. Дури и кога ќе биде најмен Ное да работи индустријски филм по нарачка, тој има критериуми кои ги наметнува со осмислувањето на сценариото, за да може да се препознае дека станува збор за негова реклама, што е храброст и реноме, кое што не можам да го замислам да го применат нашите режисери. Имено, рекламниот спот започнува како хорор филм, во кој девојка е бркана низ шумата и доаѓа во вила кај што Шарлот Ремплинг се подготвува за нејзиниот перформанс пред насобраната публика во аудиториум, составена од манекенките кои ги носат предвидените фустани од модната ревија. Овој краток филм ги има сите препознатливи карактеристики на филмскиот манеризам на Гаспар, што е добар пример зошто тој е погоден за снимање на арџентовски филм Налик Суспирија. Последните неколку години му се исполни желбата да работи со култни актерки со кои соработувале неговите филмски идоли. Несомнено дека богохулие е на туѓ сет да се појави режисер кој ќе сака да ја украде актерката за негов деби филм, што е еден од многуте иритантни чинители кои постепено го предизвикува домино ефектот за колабирање на едно снимање. Ако ништо друго, Лукса етерна сведочи за комплексноста на раководење на еден сет, на кој ако нема соработка помеѓу екипата, во која сите се насочени кон достигнување на зацртаната цел на ист начин, ќе се сруши кулата од карти. Но е сними визуелен LSD наменет за вкусување на авантуристичките филмски сладокусци. Ако морам да го евалуирам, тогаш Лукса етерна од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 166-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!